државното обвинителство, јавно правобранителство, да, ги штити државните интереси и државниот имот. Но воопшто не е надлежно да интерпретира одредби од претходниот систем или да упатува како да се реши некој проблем. Не. Во поделбата на власта, нашата релација во тоа како се решаваат проблемите е со владата. Ако сакавте вие, може би и требаше председателот да повика некој и од надлежниот орган, бидејќи во ваква фаза, ама кога све по скратена постапка правите, и ова е така, па да ги чуевме овде. Јас имам право да дадам правна интерпретација, бидејќи тоа ми е професија. И јас повторувам по 100 пат дека предмет на закон не може да биде меѓусебен спор на било кој субјект. Ни се смеат студентите кога не гледаат и слушаат зашто зборуваме. А ова кога велите, ако такво нешто се случува, ако овде дојде предлог закон за решавање на спор на владата со нешто, извинете, професорскиот заклучок е дека ништо од предупредувањето на Монтеские за духот на законите не останало. Бидејќи владата ги извршува законите и треба да ги почитува прва. Ние треба да ги почитуваме сите како пратеници, а не да зборуваме за каква добробит станува збор, ама ич не ме интересира. Правото ми е овде најважно. И не може ние на бесправен начин или ако сакате да легализираме нешто нелегално, тоа не е во ред. И тоа ниту една партија да ми рече нема да го правам, ни опозиција, ни власт, ни било кој. Ви укажувам дека не може да го решите на ваков начин ни номотехнички, ни суштински проблемот. Не може.